За 2 дена за администрацијата предстои спој на најдолгите неработни и работни денови досега. Прв неработен ден е Велики петок, односно 26 април. По ова следува пакет од 4 неработни дена кои го опфаќаат редовниот викенд и неработниот прв ден по Велик ден, понеделник. Вторник е веќе работен, но неработна е среда, 1 мај, што во пракса значи дека неработен ќе биде и вторник. На овој начин веќе се вразуваат цели 6 неработни денови, за кои овие денови ќе бидат неработни и поврзани, а за кои поделени. Неработни за вие што сте државните, а работни за приватните фирми. Приватните фирми нема празник, таму си работат. Службениците ќе одмарат, а земјоделците, ако се празници, ќе работат сите. Администрацијата не работа. За нив не работа за нив, а за конфекциите, за овие другите не важи за нив. Мамо за тие буџетарите, а за вие по конфекција тоа не важи. И за нас пензионерите ние си одмараме секако. Кој ќе одмара? Тај што седе цел ден на столот, тие одмарат. А земјоделец не одмара и што е знам там кој. По нив следуваат работните четврток и петок, односно 2 и 3 мај, за пак да следува нов викенд на 4 и 5 мај. 6 е веќе понеделник по кој доаѓа неработниот 7 мај, поради доаѓањето на папата во Македонија. Значи, од вкупно 12 дена, неработни се 8, а 4 остануваат за снаоѓање, да се запишат како одмор, да се најде некое боледување или пак картичката наместо вас да ја очукува дежурниот колега. Но дали ова е така едноставно и можно? Секако ќе зврдат, секако ќе направат тоа, ќе го направат тоа администрацијата. Може, за не е дозволено тоа. Тоа. Може. Нема проблема. Нема проблем. Па можат, они можат. Они можат. А вие во приватните фирми нема шанси. Може и тоа еш како. Што денеска тие нема да работат. Бидејќи има многу денови на располагање, прашањето е како тие ќе се искористат. Најправдаван од наша страна е аранжманот за крв за Великден, каде што оваа година е со 3 ноќевања во споредба со претходните години. Доста атрактивна ова година е Кападокија, така што имаме и една програма за Кападокија која што е веќе полна. Тоа е комбинација Кападокија со Истанбул и со Анкара. Стандардно се продаваат исто така и аранжманите за Великден во Бугарија, Банско и Боровец и Сандански. Ако направиме паралела со претходните години, можеме да забележиме дека заинтересираноста оваа година е поголема. Секако, ова за вработените во производството и понатаму останува невозможно. Се зависи од тоа дали роковите за испорака на готовите производи, значи се навреме направени, дали се брзо за некои испораки. Значи секоја компанија има своји специфичности и најчесто нашите стопанственици си земаат малку поголеми обврски, тоа е поголеми аранжмани него што се дозволуваат капацитетите, па сега во последно време не достигна работна сила, така да дел од компаниите се приморани да работат и за време на овие денови. Овој најдолг досега можен спој на неработни со работни денови повторно го актуализира прашањето за неравноправноста на вработените во стопанството со оние во администрацијата, до кога барем приближно и едните и другите ќе имаат прилика за повеќе време со семејството и за себе останува неизвестно.